Станува ли Гостивар ново жариште на ковид? Изминатиот период нема ден без да се регистрираат нови позитивни случаи. Бројката на активно болни веќе се движи околу 180. Во последното деноноќие, според информациите од Гостиварската епидемиолошка служба, потврдени се 7 новозаразени од општина Гостивар и 1 од општина Врапчиште. Растот на заболени во Гостиварско се поклопи со претпоставките на надлежните дека укинувањето на полицискиот час и карантинот ќе придонесат за распространување на вирусот меѓу граѓаните. Дневно за корона преку брисеви во Гостивар се испитуваат по 20 на лица. Тоа се главно граѓани кои имале контакт со потврден случај и добиле некакви симптоми кои упатуваат на ковид. Заболени има од сите возрасти, но за најранливи се сметаат хронично болните и постарите. Анализите на Институтот за јавно здравје покажуваат дека околу 30% од пациентите со корона во Македонија имаат хронични здравствени проблеми, најчесто кардиоваскуларна болест и дијабет. Лекарите препорачуваат лицата со дијабет почесто да го мерат нивото на шеќер во крвта. Имајте дома секојаш соодветна количина на лекови и материјали за следење на крвниот шеќер за да немате потреба да го напуштате домот доколку се разболите. Во период на епидемија на COVID-19 потребна е почеста самоконтрола, мерење и следење на крвниот шеќер во домашни услови. Доколку постои големо отстапување од просечните вредности или имате потреба за совет како да го следите шеќерот во крвта, какви прилагодувања да направите во терапијата или исхраната, контактирајте го својот лекар или медицинска сестра по телефон. Гостивар има црна статистика со вкупно досега 18 починати лица, за кои се утврдило дека биле позитивни на коронавирусот. Од почетокот на пандемијата на Гостиварското подрачје направени се околу 950 тестирања за ковид.